Масивна црна капија на влезот, како символика на мачниот пат што треба да се изоди кога се влегува овде. Првиот чекор е најтежок. Тоа е моментот кога човек треба да донесе одлука дали сака да излезе од пеколот, а потоа да замине надвор исчистен од пороци и како личност подготвена за нов почеток. Покров еден вид чистилиште за сите оние луѓе кои тргнале по погрешен пат во животот. Оваа тераписка заедница сместена во струмичкото село Баница и веќе 6-та година е место за сите оние кои бараат спас од зависноста од дрога, алкохол или коцка. Целиот процес трае 18 месеци, а според онаа народната, кој преживее, ке раскажува. Ова патешествие го минал Димитар Георгиев. Половина од неговиот живот или 17 години бил зависник од дрога. Почнал уште како тинејџер, но не ни помислувал дека долго време дрогата ќе му го управува животот и ќе завладее со неговиот ум. Како почна, како беше твојот прв контакт со дрогата? Љубопитство. Дознав, имав некои пријатели постари од мене. Првиот контакт беше со марихуана, па потоа и другото следуваше. Како го поднесува твоето семејство? Па болно. Превидејќи живеа само со татко ми. И не беше убаво. Тоа значи дека Нема убави сеќавања кога си зависник. Спомени некој. Добро. Од 2002 година бил ставен на списокот за метадонска терапија во Центарот за зависности во Струмица, на која бил цели 12 години, но вели дека овој начин на справување со зависноста не донел никакви резултати. Во Покров дошол во 2014 година, барајќи излез од злото кое му го обзел секој дел од неговото тело, неговите мисли и неговата душа. Успел да се излечи од зависноста, а денеска е вработен во оваа тераписка заедница и им помага на други зависници кои имаат желба да се отргнат од овој порок. Тука третманот многу добар. Значи, смислено е по европски стандарди, соберено искуство од цела Европа, што ако си желен, волен да го се тргнеш од таа работа, на право место си прав третман не е тај. Значи, метадонот се кине без да знаеш период. Нормално ќе има кризи, нели? Ти се некои психички кризи што треба да се изборат, ама има и затовале. Тераписката заедница Покров е формирана во 2010 година од невладината организација Избор со помош на швајцарската програма за развој на граѓанското општество Цивика и заедно со Струмичката епархија на Македонската православна црква. Покров беше наша неминовност, нешто што мораше да се случи, бидејќи јас од 97 работам со оваа цела група и тимот околу мене што беше цело време, свативме дека ако сакате вистински да им помогнете на тие луѓе, треба да ги внесете во процес на рехабилитација и ресоциализација. Програмата е создадена и функционира по светски стандарди. Вработените црпеле искуства од многу вакви тераписки заедници и ја имплементирале во Македонија. Успеавме да направиме пред се еден убав баланс помеѓу духовното и научното. Значи ги споивме верата и религијата на едно место и тоа е единствена програма која функционира на таков начин. Успеавме на нашите клиенти да им направиме безболен детокс, што е многу важно за нив, бидејќи тоа се нивните страхови се врзани за да влезат во процес на рехабилитација, нивните страхови се врзани токму за абстиненцијалните кризи предизвикани од детоксот. Во изминатите 6 години низ Покров минале околу 140 луѓе. Некои останале и издржале, други не успеале да се победат себе си и повторно се препуштиле на пороците. 20 луѓе успешно ја завршија програмата. Од тие 20 луѓе, еден од нив направи рецидив, меѓутоа брзо се врати во една стабилна состојба, така да тој е доста висок процент. Ние се уште сме во контакт со тие луѓе
И се уште работиме со нив, односно одржуваме една мрежа на соработка за да може да им бидеме тука присутни во смисол на помош ако некогаш имаат потреба од тоа. Билјана Мицева, која во Покров е од самиот почеток, објаснува дека целиот процес трае година и половина и е поделен во 4 фази. Првата фаза ние нарекуваме фаза на адаптација и фаза на детоксификација, во која што клиентите кои што доаѓаат тука се адаптираат на овие услови, учат правила како што и што ќе се случува овде во однос на нивниот престој тука. И во исто време се случува процесот на детоксификација на оние клиенти кои што имаат потреба од тоа. И потоа кога ќе заврши тој процес се работи психосоцијална терапија. За време на престојот во Покров, клиентите можат да контактираат единствено со лице од доверба, еднаш неделно преку писма, телефони, преку интернет. Исто така, клиентите имаат посета еднаш месечно од членовите на нивното семејство. Мицева објаснува дека втората фаза во терапијата е фаза во која всушност почнува лекувањето. Таа фаза трае некаде од прилика до 12-тиот месец и клиентите се вклучуваат секој ден, значи во групна психотерапија. После 3-тиот, 4-тиот месец се вклучуваат во индивидуална психотерапија и почнуваме да работиме со семејствата, односно семејствата ни се составен дел на работа во оваа проблематика на зависности, затоа што многу е важно да се работи и со семејството, да на еден начин членот кој што не е повеќе зависник, односно кој што нема повеќе проблем со зависност, да се вклучи и да се интегрира внатре во семејството. Цело време овде со нив е монах од манастирот Водоча, кој го определува владиката Наум од Струмичката епархија. Тој е со нив на молитвите, кои се секојдневие за време на нивниот престој, но и тогаш кога им е потребен совет или сакаат да се исповедаат и да си отворат душата. По само 1 час минат во ова место во Струмичко, добивате впечаток дека сте гостин на едно поголемо семејство. Сите имаат поделени обврски, точно определено време за појадок, работни задачи, одмор и дружење. Во моментов во Покров има 10 луѓе, некои се сосема на почетокот, други пак го минале најтешкиот период. Еден од нив кој сакаше да остане анонимен, раскажува како патот го донел во Покров. По 20 години борба со иглата, решил да стави крај на животот исполнет со гревови и искушенија и да се соочи со себе. Бев решен и знаев што треба се да победам, значи ми беше веќе јасно. Дојдов со голема желба да минатото веќе некако е преку глава, значи тоа што го поминат луѓето што ме знаат, што ги знам, трпат сте околу мене, значи фамилијата ми трпа, значи реши веќе од тоа да се операсам. И затоа дојдов доброволно и сега е многу подобро. Некако по-друго ги прифаќам работата кога сме самоволно дојдени, знаеш, кога знаеме што сакаме, кога имаме желба, многу по-друго, по-сме мотивирани да работиме на себе. Мојот соговорник раскажува дека најлесен чекор во лекување на зависноста е физичкото чистење на другата од телото. Она што е најтешко е всушност психата, мозокот бара одново и одново, а тука во Покров токму на менталната зависност е посветено најголем дел од времето. Мислам дека единствено место во Македонија дека човек кој што сака да се спаси има големи шанси да се спаси, само треба да сака и да дојде. Треба да покаже желба, волја. Оти без желба и без волја тешко да помине. Тешка е зависноста и тешок е процесот малку. Детоксот е лесен, значи трае 3 месеци максимално, ама тука се работи после на психата, на едноставно како да не дојдеме до рецидив, како да се соочиме напор со нашето минато, со тоа што сме го живееле. Покров е издигнат над земјиште кое со децении го користела војската. Дел од објектите се реновирани, но има и згради кои се уште се руинирани. Најголем благодет е земјата, која што е плодна и која сега е најголем извор не само да опстои Покров, туку и да се надградува. Кога дојдовме овде, не идовме на земја која што воопшто не беше третирана хемиски на никаков начин. Значи, тоа беа војни магазини
и добивме една чиста земја. Тоа ни даде идеја усвари да започнеме по нашите економски активности да ги врзаме за органското производство. Тогаш вработивме еден агроном и инженер кој што веќе имаше претходно огромно искуство со органското производство и така започнавме. Кај нас во процесот на рехабилитација работно-тераписките активности се, или како ние ги викаме работно-окупациони активности, се суштински дел од процесот. И отприлike се застапени исто колку што се застапени и другите тераписки активности. И значи од првиот ден луѓето кои што доаѓаат овде се вклучени во процесот на производство. И тоа им помага многу да станат пред се одговорни, да стекнат работни навики и вештини, да почнат да почитуваат авторитети, да почитуваат хиерархија и да направат многу побрзо и когнитивни и бихевиорални промени. Во државните центри најчеста терапија и лек за зависници од дрога е метадонот. Во моментот во сите центри на листата на регистрирани се околу 1200 лица, но неофицијалната бројка на зависници од хероин се движи околу 10.000 луѓе. Моите соговорници кои се паталци сведочат за лошиот третман на државата кон зависниците и немањето систем за ресоциализација и реинтеграција на овие луѓе. Кога си на метадон, дали има начин државата да ти ја намалува полека дозата и фактички ти да не примаш никаква друга? Има, да. Ама не се замараците. Туку си на списокот. Они тој период гледаа само да не тргнат од улицата и да не правам проблеми. Оно што го нуди Покров, а не го овозможуваат државните центри за зависности, е токму работната ангажираност на клиентите. Димитар, како добар домаќин, не прошета по оранжериите во Штарникот. Од рацете на луѓето во Покров излегуваат органски производи кои потоа ги продаваат на пазар. Веќе сме препознаени во државата како органски производители и нашите производи одлично се продаваат на пазарот. Тоа ни помага да имаме одредена материјална корист, да имаме одреден финансиски бенефит, со кој што пак после сите луѓе кои што останат овде ги вработуваме и на тој начин им даваме плата. Мојот соговорник раскажува дека токму работата им ги одвлекува мислите од другата. Денот тука е исполнет од утрото од 7 часот, па се до 23 часот. Она што е исто така важно е што тука повторно ги учат првите животни лекции. Да бидам искрен, тук се научив и да почитуваме авторитети. Значи, луѓето се трудат стварно да ни помагат и за тоа им сме многу заблагодарни. Значи, си имаме прописи, си имаме со кои веќе на еден начин соживеавме со нив, си ги почитуваме, се почитуваме ние самите клиенти тука. Значи, градиме некој однос таков како што надвор до сега не сме имале. Целта на Покров не е само да се исчистат зависниците од дрога, алкохол или коцка, туку и по излегувањето од овде, да бидат нови луѓе, со планови за иднината и желба за нов почеток. Се прави еден индивидуален план како што ќе продолжи понатаму животот на клиентот, услови, развивање на социјална мрежа, вклучување поинтензивно во надворешниот свет и се прават курсеви, семинари за компјутерски вештини, бизнис вештини, за да може оние кои што не сакаат да останат тука, значи можност даваме и на луѓето кои што сакаат да останат тука да се вработат, меѓутоа оние кои што сакаат да се вратат во своите средини, да го направат тоа поуспешно. Што тоа значи за нас? Кога еден зависник во својот зависнички живот е личност која во главном произведува штети на себе, штети на фамилијата, штети на општеството. Програмата им овозможува токму од произведувач на штети да стане на крајот даночен образник. За сите овие активности избор располага со соодветен стручен кадар. 2 лиценцирани психотерапевти и психолог, 2 специјалисти за органско производство, економист, правник, професор по англиски јазик. Месечно за еден клиент во Покров потребни се 750 евра, вклучувајќи ги сите активности, персонал, плата, храна и сместување. Од нив 300 евра ги плаќаат семејствата на зависниците, а 450 евра ги обезбедува Покров, како резултат на странските донации со поддршка на Цивика и нивното производство на зеленчук и овошје. Од државата засега немаат ни денар, ниту пак најава за никаква соработка. Значи, ние успеавме да направиме нешто што во светот се вика модел на споделена одговорност и во нашата приказна
влегува сите, значи влегува странските донатори, влегува локалната самоуправа, влезе црквата и влегува други невладини организации. Недостасува само присуството на државата. И затоа пред малку ви кажав дека државата ќе најде можности да ја препознае таа потреба, за да можеме овие капацитети да бидат максимално искористени. Токму затоа и во женското оделение кое е целосно реновирано и подготвено да ги прими и жените кои бараат помош, нема ниту еден клиент. Од тип покров нема доволно средства. Сепак оттаму не се жалат, зашто велат дека се на добар пат да станат првата невладина организација или граѓанска организација која ќе биде самоодржлива. Значи да се ослободат од таа донаторска зависност која што во моментов ја имаат не само тие, туку сите невладини организации во нашата држава. На заминување од покров го прашав мојот соговорник дали ќе успее да одолее на искушението и колку е уверен да обстои на заветот кој самиот си го дал. Се ограничувам од многу работи. Значи, прво не се дружим со зависници, ги избегувам. Друго, не пијам алкохол. Оти алкохол ако пијам, знам дека денеска ќе се напијам, нема да земам. Утре ако се напијам, пак нема да земам. Третиот ден, како и да е, четвртиот или петиот ќе паднам. Затоа избегавам секакви порци. Значи, се концентрирам да си го поминам времето максимално убаво. И избегавам се што мислам дека може да ме донесе до рецидив. Нема му остануваат уште 5 месеци до крајот, за да застане на здрави нозе како Димитар и да продолжи да чекори по нов пат во животот. Димитар успеа да излезе од пекалот, а како предупредување за она што бил и што е сега, се сликите од минатото кои никогаш нема да ги заборави. Превидејќи битно искуството што си ја поминал, да не забраваш што си бил пред. Оти некои прават киксове најмногу таму. Заборават што се били претходни. И малку ќе се опуштат и значи со таа работа нема опуштање. Мора да си стабилен. Се каеш ли? Па нормално. Ако не се покаеш, ќе нема спасение. Заминуваме одовде со надеж дека секој кој што ќе влезе овде, ќе го најде своето спасение. И кога зад себе ќе ја затвори капијата и ќе излезе од ова чистилиште, за секогаш ќе стави крај на злото, кое лесно обзема, а тешко се излегува од кругот.